Добро вечер. Додека партиите ги договараат кандидатите за градоначалници и предизборните стратегии, политичката битка доби нов фронт на локално ниво. Кои теми ќе бидат во фокус или да фокус во пресред на локалните избори? Ќе помине ли новиот обид на помалите партии за една изборна единица и отворени листи? Кои се можните последици ако собранието остави правна празнина за независните листи за локалните избори? Вечерва дебата со политичките аналитичари Ибрахим Мехмети, добро вечер. Добро вечер. И Петар Арсовски, добро вечер. Добро вечер. Иако беше најавена и поранешната пратеничка Ѓулистана Марковска, таа поради оправдани причини вечерва не е во студиото. Почнуваме со измените на изборниот законник. ЛДП и Демократскиот сојуз иницира и отворија повторно оваа старо-нова тема со нови дилеми. Предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Петар Догов, па почнуваме со дебатата. Демократски сојуз и Либерално-демократската партија денеска излегоа со своји иницијативи за измени на изборниот законник. Во фокусот на поднесените законски измени е воведување на една изборна единица, а сето тоа во името на унапредување на демократијата. Но на маса се и други прашања поврзани со изборите, како на пример отворените листи и независните. Идејата за измени на изборниот законник и воведување на една изборна единица повторно стана актуелна минатата недела. Премиерот Мицкоски изрази подготвеност, но побара и да се дозволи дијаспората да гласа преку формирање на избирачки места во државите, каде што е тоа дозволено согласно устав, надвор од дипломатско-конзуларните представништва. Тоа не е опфатано во нашиот предлог. Меѓутоа, знаете дека кога еден закон стига во постапка, секогаш има можност амандмански да се интервенира во законот, да слушнеме дебатата и аргументите. Нормално дека ако е позитивно дека би било прифатено. Председателот на владата денеска потврди дека за ВМРО ДПМН е прифатливо да има една изборна единица, но само со можност да гласи дијаспората. Мицкоски смета дека има доволно време за подготовки до следните парламентарни избори. Сега до следните избори може би локални во ред ќе се завршат сега, но следните парламентарни избори имаме неколку години, така што еве ако на време си ја фатиме работата, можеме да ги подготвиме и дипломатско-конзуларните представништва и така натаму, така што не гледам причина зашто тоа да не се случи. Инаку немаме политичка дебата, нити пак некаква наша политичка агенда да седнеме, да разговараме, да бараме компромис, консензус и така натаму. Околу прашањето за една изборна единица најгласни се помалите политички партии, а главната битка е да се демонтира еднопартискиот систем. Со тоа да се поттикне и поголема одговорност на извршната и законодавна власт, вели Павле Трајанов од Демократскиот сојуз. Клучно е дека помалите политички партии не треба да одат со поголеми политички партии за да обезбедат влест во парламентот. Наместо за парламентарни ја предлагаме отворени листи да имаме за следните локални избори и тоа неколку пилот општини како што е Центар, Струга, Гевгелија. Демократската унија за интеграција поддржува измени на изборниот законник. Интегративците се залагаат и за отворени листи и изборен праг од 3 до 5%. ДУИ предлага промена на актуелниот изборен модел од 6 изборни единици во една изборна единица со отворени листи, со воведување на изборен праг од 3% од регистрираните избирачи или алтернативно праг од 5% од гласачите кои учествувале на изборите, како механизам за гарантирање на стабилност и политички избалансирана застапеност. Се огласија и од партијата за движење на турците, кои побараа посебна изборна единица за помалубројните етнички заедници во земјата, за правичен и фер настап и поголема шанса за парламентарно представување. Да, можевме да ги слушнеме ставовите на повеќе политички субјекти околу ова прашање и можеби забележавте дека секој во некоја нијанса предлага нешто поинаку. Сметате ли дека, Иве Арсовски, почнуваме со вас, дека помалите политички партии ќе успеат да се одвојат овој пат од големите и од оние коалиции предизборни? Идејата за смена на изборниот законник со воведување една изборна единица, отворени листи и други промени не е нова. Таа пред неколку години беше дел од работната група, нешто за што дискутиравме претходно во ОПС и ОДИХР, не видовме никаков предлог, односно никаков епилог. Токму затоа и прашањето дали овој пат можеби ќе успеат. Ќе зависи на крајот од политичката волја.
овие измени на изборниот законник најмногу се однесуваат на парламентарните избори, со исклучок на овој предлог на Демократски сојуз за пилот општини за отворени листи во некои од општините. Видете, ако ги игнорираме пошироките политички импликации на изборниот модел, неговата главна задача е да обезбеди математички што е можно по-веродостојно пресликување на волјата на избирачите во составот на собранието. И во таа смисла, една изборна единица и отворени листи не би требало да бидат спорни за никого, бидејќи математички се правилен модел. Вие имате во моментот места каде што пратеник се избира со 6000 гласа и места каде пратеник се избира со над 9000 гласа. Тоа е заради фрагментацијата на изборните единици. Спојувањето на изборни единици во една би го израмнило тој праг и гласот подеднакво ќе тежи секаде. Но, како и секаде, ѓаволот е во деталите. Изборен праг од 3% од излезените избирачи или 5% од излезените избирачи може да значи изборен праг од 50.000 гласа. Тој праг не може да го постигне ниту една од овие партии кои се иницијатори на ова иницијатива. Така што од една страна премнизок изборен праг ќе ви донесе премногу фрагментирано собрание, ќе isforsира постизборни коалиции, може да направи посериозни политички импликации после формирањето на собранието, но превисок изборен праг може да исклучи партии кои не треба да бидат исклучени од овој список. И повторно да ги врати во преградките на големите партии, тогаш не само да ги така е, но истовремено пrenизок праг може да го isforsира овој наратив кој го гледаме, секој партијче дуќанче. Така што не треба да биде ни пренизок изборниот праг, затоа што ќе зголеми оваа тенденцијата на политиката како професија. Секој што има неколку илјади гласа да се направи мала партија и потоа со тоа да се обезбедува условно речено некаква политичка тезга. Претпоставувам за гласањето на диаспората и за другите елементи ќе зборуваме подоцна, но гледам дека со некои нијанси една изборна единица изгледа дека не е спорна за никого. Отворени листи се покомплициран модел, бидејќи вие тогаш треба да наредите ваш редослед по кој пратениците ќе влогуваат во собрание. Тука има многу опции, преференцијални гласови 1 до 5, да ја наредите целата, но имајте предвид дека една изборна единица по автоматизам значи дека на секоја гласачко лист ќе се појават 120 пратеника. Бидејќи во една изборна единица партиите ќе ги кандидираат сите своји пратеници, така што тоа нема многу смисла без некакви отворени листи да можат гласачите да кажат кои пратеници сакаат да одат понапред, кои пратеници да одат поназад, бидејќи тоа ќе ги направи пратениците поодговорни кон своите конституенти, односно кон партиските шефови. Меѓутоа тоа се детали, претпоставувам за тоа подоцна. Ова со диаспората исто така интересно. Тука многу зависи од техничкото решение, но ево претпоставувам за тоа ќе зборнеме понатаму. Да, во ситуација немаме ниту решение за ниту предлог за кој што би можеле да дискутираме. Ова се што можевме да слушнеме се некои почетни предлози, некои почетни точки. Ние сме за ова ако е и ова, ние сме за ова ако не е нелогичен предлогот диаспората да може да гласа. Македонија има голема диаспора, неколку стотици илјади луѓе, и тие не треба да бидат исклучени од изборниот процес ако веќе ги водиме во избирачкиот список. Ние ги водиме во избирачкиот список, а не можат да гласаат. Најголемиот дел од зимите го решава тоа по пат на далечинско гласање. Гласање по пат на пошта или гласање по електронски пат, бидејќи ние немаме доволно ДКП-а во светот. Тоа се покажа како проблем до сега. Така е. Се случува дел од гласачите да треба да патуваат и до 1000 километри за да гласат. Или да се пријават па да не отидат. Или да се пријават и да не отидат. И затоа ги имаме овие многу мали бројки на излезност во диаспората. Најдобро решение е да може да се гласа на далечина во 21 век, нема потреба луѓето да патуваат, може да се регистрираат, може да пратат по пошта, може електронски да гласат и да гласаат во истата изборна единица каде што се родум, каде што им се води живеалиштето во Македонија. Така би се вклучиле во истиот избирачки список и истиот избирачки процес каде ние веќе ги водиме. Така. Господин Мехмети, што сметате вие за овие предлози од ова што слушнавме? Како прво мислам дека прекратко е времето ако збориме за локалните избори да се направи некакви измени, иако сега ова што зборуваме беше контекст на парламентарните избори. Па секој модел има своји предности и своји, да речеме, недостатоци. Секој модел. Ние од 91 до сега за колку модели сменивме, нели? И секој има нешто добро, навистина. Не може да се каже дека ни еден не чини.
нормално дека за помалите партии они имаат друга перспектива и разбирливо што они го гледат својот интерес, меѓутоа ако е предлогот да се оди со една изборна единица, што значи дека сите гласови би ги собрал во едно купче за нив, но ја колку што знам, не знам дали има воопшто било која држава каде што нема изборен праг. И тоа обично е 3% или 5%, дури негде знам, мислам дека беше во некои држави, ако има коалиција, тоа е 7% изборниот праг. Петар може да знае подобро, пошто ги следи тие работи и преку неговата работа, ама мислам дека беше 7% за коалиции. Тоа говори дека не треба да се оди на уситнување преголемо на парламентот, затоа што тоа што имаме други проблеми. Се разбира и ова сега што ги имаме, ако гледаме конкретниот случај каде што имаме една партија која што доминира, веројатно и тоа не е добар модел, но не е само моделот крив, нели? И понудата е крива, зашто овие неколку помаливе партии кои што предлагаат модели кои што би им обезбедиле поголема самостојност, до сега не покажа некој идентитет политички, да речеме, со кој што би веројатно не можеле од големите партии, но да, но можеле, еве Левица например, не знам дека се сложам со нив за политика, но они покажа дека може. И знам исто така покажа дека може. Значи не е дека не може, но треба да се најде некој пат или некоја област каде што ти можеш да покажеш нешто ново. Не можеш само да кажеш дека овие не се добри или дека овие се авторитарни и гласите на нас. Тоа може би пред 30 години може, но сега мислам дека гласачите очекуваат повеќе од кандидатите, политички партии или групи на граѓани, било кој да е. И затоа мислам дека треба да се овие што предлагаат треба да објаснат, зашто видовме изјави дека со ова ќе се унапреди демократијата. Како? Со една изборна единица. Значи може да збориме, не е тоа аргумент да кажеш дека ќе се унапреди демократијата. Треба да објасниш самото тоа што ќе бидат позастапени, оно што каже Јарсовски претходно, преточена волјата на граѓаните посоодветно во парламентот. Да, но ако имаме изборен праг, веројатно нема да биде така. Сега не можеме ние да ги менјаме сите принципи кои што се потврдени и проверени во Европа, да рече. Ја не знам, ако има една држава каде што нема изборен праг, ќе речеш, окей, добро, ајде да пробаме и ние. Ама ја колку што знам, може би, не знам, Луксембург или некои такви држави, но овие држави кои што претендираат на парламентарна демократија, веројатно мислам дека ја барем не знам. И затоа треба да се направи подобра, они треба да направат, предлагачите треба да направат, да не убедат нас прво, нели, јавноста, и уште повеќе треба да ги убедат своите политички конкуренти, од кои очекуваат да им земат нешто од политичката моќ, нели? Што ако ВМРО гласа, да речеме, за предлогот на помалите партии, тоа значи дека они се слагаат дека овие ќе земат нешто од нивниот колач. Нели, по логиката нештата е така. И затоа треба да има некој аргумент, зашто па да, секако ќе законот ќе го предложат во собранието, веројатно ќе има и дебата. Нема да гласат они што предлагаат, треба да гласат ВМРО, ДУИ и така, затоа треба да биде по-јасно што е промената. Што ќе биде подобро за нас, за граѓаните прво, нели? Што ние очекуваме да имаме некој бенефит, не само они како партии да имаат бенефит, да имаат поголема моќ. Во ред, но што со тоа? Мислам дека треба можеме прерано да дискутираме за детали, но во принцип мислам дека кога предлагат вакви измени треба да имаат посилни аргументи зашто барат. Ќе ги слушаме, затоа велам аргументите во собрание, ќе ги кажат аргументите. Сега избореме да кажа. Ова е сега она што првично беше најавено. Во однос на дијаспората? Да. Дијаспората секако кај нас нели имаше дебати околу тоа и малку нели разни интерпретации за улогата на дијаспората, односно ние не збориме за дијаспора, историска дијаспора пред 100 години, него збориме дијаспора која што имаат право на глас, државјани на Македонија, и секако дека треба да имаат право на глас. Модели постојат. Сега Албанија имаше избори, они со писма тоа го изведува, има 100.000 гласачи кои што одговори, бидејќи добиваат писмо и ги враќаат назад. Мислам дека Косово имаше таков систем, не сум за нив 100% сигурен, ама знам дека они има 100.000 гласови дијаспората
ние мислиме дека има помала диаспора, но сепак тоа е значаен број кој што може да направи промена. За кого ќе биде тоа во корист, дали ќе биде во прилог на помалите партии или на поголемите, што обично и е, тогаш остана друго прашање, но како што рече, еве да видиме како ќе тече работите, па да можеме и ние да дадеме некој инпут, рефлексија да речем на она што се предлага, бидејќи секако не е исклучено дека може да има и всушност треба да има нели јавна дебата за овие прашања. Но интересно е што го спомна и Трајанов е дека се предлага за овие локални избори пилот општини да се изберат неколку на кои што ќе се тестира отворените листи за советници. Отворените листи се можеби најголемата демократска придобивка, суштинска, за изборите во Македонија, но се истовремено и најкомплициран проект да се спроведе. Без дополнителни механизми може пилот проектот да помине лошо. Зошто? Вие имате општини каде имате 20 кусур советника. И секоја партија кандидира 20 кусур советника. Ако вие на отворена листа треба да ги прередите сите 20 од прв до 20 по ваш редослед, како што сакате вие да влезат во советот, прво може голем дел од гласачите да не може тоа да го направат, да се збунат, да шкртнат на гласачкото ливче и така натаму. Второ, гласањето ќе трае долго. Вие додека се мислите, може да се зголеми за 2 минути гласањето по човек, тоа на ниво на Македонија е огромен проблем. Така што можеби е попаметно да се оди на така наречени преференцијални гласови. Тоа се еден или повеќе преференцијални гласа, кои може да ги доделите на некои кандидати, кои потоа по зборот на преференцијални гласови ќе отидат погоре или подолу во листата. Можеби е тоа, има и други модели. Што се однесува до прагот, бидејќи веќе зборуваме за теоријата на изборите. Македонија во своите изборни единици има природен праг помеѓу 2 и 3%. Тоа е на 300.000 отприлика запишани избирачи по секоја изборна единица, помеѓу 6 и 9.000 гласа. Тоа е колку што е потребно да се избере еден пратеник. Така што во Македонија има природен праг од 2 до 3%. Проблемот е што ќе се случи со тој праг кога ќе го примените на 1.800.000 гласачи, а не на овие 300.000 кои се запишани. Веќе тој ќе порасне многу. Ако на 1.800.000 гласачи примените изборен праг од само 3%, од запишаните избирачи, тоа се 54.000 гласа, така? Ако примените изборен праг од 5% од излезените, пак е 50.000 гласа. Да. Проблемот е што 50.000 гласа изборен праг исклучува 4/5 од партиите регистрирани во Македонија. Ги исклучува сите, освен можеби 5-6, секако ги исклучува сите партии на помалите етнички заедници. Секако ги исклучува партиите ЛДП, Демократски сојуз, овие кои се иницијатори. Така да. Можеби треба да се размислува за малку понизок изборен праг, но да се има предвид да не се наруши стабилноста на собранието. Например, американскиот изборен модел и англискиот изборен модел се мнозински модел, токму поради тоа, поради стабилност. Но и тие имаат некои мани кои се можеби поголеми, како например за време на изборите Хилари Клинтон и Доналд Трамп. Хилари Клинтон освои повеќе гласови, за милиони нешто повеќе гласови, а председател стана Доналд Трамп. Така што треба да се внимава и на пресликувањето на волјата на гласачите, но и на функционирањето на парламентот понатака. Така. Има уште еден во тој контекст како да? Во контекст на истото прашање, може би треба да се размислува за помалите заедници, бидејќи тие навистина се жртви на сите било која промена на. Да, тој сакав да ја прашам партијата за движење на турците денеска го отвори тоа прашање да има посебна изборна единица за учество на изборите на партиите на помалу бројните етнички заедници. Не да има посебна изборници, туку да има загарантирани места кои што они ќе ги добиват според гласовите што ќе ги добијат, но тие да бидат независно од бројот на гласовите. Значи да бидат резервирани за нив и тие да ги добијат според односот на силите помеѓу нив, не односот на силите со македонските или албанските партии. Така да. Можеби тоа може да биде, зашто тоа постои како практика и можеби тоа треба да им се даде на нив можност да може да има своји представници. Да, од партијата за движење на турците велат дека со ова посебна изборна единица при парламентарни избори
ќе биде возможно да гласачи од да се гласа, да. Ќе се избираат пратеници само тие што ќе го поминат прагот, односно под услов да биде освоен одреден минимум број на гласови. Сметаме дека ваквиот изборен модел не само граѓаните од турската етничка заедница, туку и сите помалу бројни етнички заедници ќе имаат зголемени шанси за парламентарно представување, кое е особено важно во занегување на мултикултурниот карактер. Тоа веројатно е замислено како виртуелна изборна единица, не како конкретна, бидејќи имаме овие мали заедници, имаш во Штип, имаш турци во Струмица, па имаш во Крушево, Влас и така натаму. Претпоставам дека тоа некоја виртуелна и тоа би било, мислам дека од прилика би било ова што го кажав дека да има загарантирани места. Дали ќе биде тоа за овие заедници кои што се во уставот пример или нешто слично, тоа може да се дебатира, но ја не знам на кој друг начин може да се обезбеди нивното учество во парламентот ако немаат било кој модел. Еве да го земеме со една изборна единица, они повторно не можат. Со 6 единици гледаме дека повторно не можат. Значи можеби тоа е начинот. Не знам кој друг начин би бил. Ако одат со другите партии, тоа се губи смислата, нели? Ти одиш со големи партии, со мало учество на гласови, таа моќ се губи. Нивното представување на своите заедници практично станува невозможно. Спомнавте претходно околу пилот проектот за отворени листи. Кога веќе се предлага да продискутираме дали тоа е возможно да се спроведе до локалните избори како што предлагаат од Демократскиот сојуз или пак сето ова повторно ќе се одложи и можеби ќе се стави повторно на пауза, па пак пред некои следни избори. Може да се спроведе за локалните избори, особено ако се работи за неколку пилот општини. Значи на територија на цела држава е малку по-проблематична и мислам дека е добро да се направи пилот проект, бидејќи ние теоретизираме околу тоа како ќе го разберат гласачите преференцијалниот модел, односно отворени листи, колку ќе трае гласањето, дали ќе се снајдат, не знаеме, не сме пробале. Добро е да се проба во неколку изборни единици, бидејќи многу е важно, ние цело време имаме проблем со тоа што претениците се во една енклава одговараат само на лидерот. Отворените листи ќе направат претениците повеќе да одговараат на нивните конституенти, да имаат подиректен линк со нивните гласачи и да се трудат кај нив. Вие имате претеници кои во моментот кои ќе ги изберат, потоа во своето место од кај што ги избрале веќе не стапнуваат. И тој е добар проект. И добро е да се направи трудат повеќе да бидат меѓу граѓаните и да ги слушаат. Граѓаните можат од прво место кај што го ставил лидерот да го стават на 120 место со една изборна единица теоретски. И следниот пат да не може повеќе да не може да се најде на листа, за разлика од претеници кои што се постојано поради други квалификации. Поради нивната политичка тежина во рамки на самата партијата, но не во однос на граѓаните. Така е, тоа треба да се избалансира и добро е да има пилот проект, бидејќи ви велам, ние не знаеме како тоа теоретски ќе функционира. Може ќе биде таков дебакл да не може да се спроведат изборите таму. И тоа е нешто што квалитативно би го научиле од тој процес. Можеби не бива сите да се наредат советници, можеби треба помалку преференцијални гласови и така натаму и така. Суштинска дебата е важна заради промената на тој изборен модел. Зошто? Затоа што изборниот модел има што да се каже за неговата демократска традиција. Тој не е нешто кое треба да се менува на секои избори. Зошто? Бидејќи треба да се обезбеди еднакво поле за надпревар за сите политички партии и треба да им се овозможи доволно време да се адаптираат на тоа еднакво поле и на тие промени. И не е изборен модел нешто што треба да се менува на секој 4, на секој 8, па други на секој 12 години. Велика Британија го нема сменето изборниот модел 200 години. Значи треба да се навикнат партиите, да оформат механизми како да се борат, но треба тоа поле да биде еднакво. Затоа овој предлог на помалата партија, мислам на турците, рековте, треба да се издебатира дополнително. Јас гледам тука два проблема. И токму поради тоа велам треба да се промисли убаво моделот за да не дојдеме во ситуација да треба да го крпиме после брзо. Веднаш ќе ви се регистрираат партии како партии на турци. Во Македонија е дозволено својата етничка припадност да ја кажеш слободно и да ја смениш кога сакаш, никој тоа не го ограничува. И јас, ако тоа се примени за една башка изборна единица, одеднаш ќе имате како печурки етнички партии на малите партии помалите етнички заедници кои ќе се борат за тоа одвоено парче колач, што е прво. И второ, одвојувањето на една виртуелна, претпоставувам тоа ќе биде виртуелна изборна единица,
не е во согласност со намерите на сегашниот законодавец за една изборна единица. Поентата е да се значи гласот. Ако еден глас тежи толкав дел од пратеник во Охрид, треба да тежи толкав дел од пратеник и во Куманово. Видите, тоа е основен демократски постулат, да ви се потребни еднаков број гласови, односно гласот да тежи еднакво кај сите, а не на едно место да се избира со 6000 пратеника, со 6000 гласа пратеник, а на друго место со 9-10.000 гласа. Сега кога се отвора тоа прашање, сите кажуваат своји барања и услови и тоа веројатно треба и да се издебатира и да има и некаква експертска расправа. Но она што нема време, со оглед на тоа што се ближат локалните избори, е околу независните кандидати, независните листи. Еве, рековте, не се менува изборниот законник секој избори, но минатата година тивко, без јавна расправа, беше подигнат прагот за кандидатите од независните листи за неколку пати. И тие успеа да се изборат, еве, да добијат Уставниот суд да ги укине тие два члена од изборниот законник. И сега, со оглед на тоа дека се ближат изборите, локалните избори, се наметна и толкувањето, дилемата дали воопшто треба да се носат такви измени, бидејќи председателот на Уставен Дарко Костадиновски кажа дека укинувањето не значи дека се враќаат старите одредби кои што биле, туку дека законодавецот треба да донесе измени, во смисла во спротивно евентуално непостапување би значило дека дополнително се повредува, се стеснува основните слободи и права на човекот и граѓанинот, се прави тешка повреда на политичкиот плурализам, бидејќи ќе нема одредби со кои што тие ќе може да настапат. Од друга страна, толкувањето од собранието, барем одговорот кој го дадоа неодамна за Телма, е дека нема потреба, односно дека си важат старите измени и она што ги загрижува и независните е дали се остава простор доколку различното толкување потоа да биде оспорено повторно пред судовите. Сметате ли дека ќе се остави ваква правна празнина или пак треба да итно да действува парламентот? Следев овие дебати околу независните кандидати или групи на граѓани. Тоа е наистина интересна тема и се разбира кога се појавуваат вака многу барања, нели веројатно ќе има уште повеќе слични барања. Оваа тема е од претходно поради Уставниот суд што ја го укина. Да, поентата е во тоа што што и да се случува, на крај парламентот е тој што ќе донесе и да се поништат тие одлуки, треба новите да се донесат. Но проблематично собранието судот не може да предлага закони. Да, но сега ако собранието е на став дека не треба да носи нови, дека важат старите, толкувањето различни, отвара потоа дилем, тоа го велат и тие самите. Ако различните толкувања потоа ги донесат до ситуација да не можат да поднесат кандидатура или пак таа потоа да биде оспорувана. Да, за жал тоа е тоа. И само ова околу отворените листи што е илустрација за се што збориме, дека 21-а кога беа изборите имаше предлог да има во неколку општини пилот општини за отворени листи, но тоа не се случи. Секогаш има некакви причини кои што се кажуваат, но ако правите анализа или со здравите разум ќе знаете на кого не му одговара тие не му одговарат на партии што се силни, кои имаат вертикала јасна, нели, и каде што централизирани, кои се централизирани и каде што се знае кој одлучува, кој што неќе да им се расипе таа структура која што ја изградили таа пирамида. И сега да се промени тоа, треба навистина, може би звучи премногу теоретски, но треба да се убедат граѓаните прво. Овие помали партии ги следам, овие иницијатори, да речеме, на независни кандидатури, треба да се обидат да допрат до граѓаните, бидејќи на крај на краиштата тоа е начинот да се направат промените. Ја не викам дека се најдобар пример, барем од моја гледна точка, она успехот на левица, но тоа е евидентен успех и треба да се види како они тоа го направиле. Може би треба и овие да изнајдат на кој начин, бидејќи ако очекуваш дека овие големи партии на кои што им е супер вака,
и се да бараш да направат измени кои што нема да им биде толку добро. Добре, декларативно тие долго време вела дека се за, но за отворени се. Па за отворени можеби се уште. Па не ги прават. Зашто едни овие викаат добро, ние сме за отворени листи, овие други викаат да, но доколку се направи ова, доколку се направи тоа и на крај. Затоа велам, на крај нема консензус. Ако нема консензус меѓу големите играчи, не може да се дојде до решение. Ние имавме и подготвен изборен законник од експертска група кој што не излезе во собранието и еве сега повторно зборуваме за истите прашања. Да, за истите прашања. Околу независните арсовски молам. Мислам дека собранието не треба да дозволи правна празнина, ниту пак некаква правна дилема околу тоа кои предизборни правила важат. И мислам дека таа дилема треба да ја расчисти што е можно побрзо. Тоа може да се направи или со лекс специјалис, или со автентично толкување на изборниот законник. Да. Собранието може да издаде автентично толкување на изборниот законник во кој ќе каже укинатите одредби не важат, важат овие одредби. И тоа е автентично толкување кое ќе затвори правната рамка. Зошто? Зашто ќе дојдете во ситуација, ќе дојдат локалните избори, државната изборна комисија треба да постапува. Знаете дека на државна изборна комисија 7 души, 7 различни мислења. Значи важно е собранието да го затвори тоа правно прашање што е можно побрзо и мислам дека треба да реагира. Уставниот суд беше јасен, бен председателот, а и претходно уставни експерти за едно друго прашање претходно, аболициите на екс-председателот Иванов, кажаа дека укинувањето не ги враќа старите норми и дека мора да се смени законот, повторно да се донесе и сега сето ова различно толкување остава простор за сомнеш дека токму затоа собранието може со лекс специјалис да ги воведе старите правни норми повторно во правен промет или може да издаде автентично толкување на изборниот законник во кој ќе ги реафирмира старите норми кои уставниот суд не ги оспори. Која форма и да ја избере, важно е да немаме правна дилема. Да. За да можат, а што се однесува до независните кандидати, се разбира, на големите партии им одговара што е можно повисок праг, бидејќи тоа им го чисти полето за игра. На помалите партии им одговара што е можно понизок праг. Во било која смисла, собирање подписи, регистрирање партија, поднесување иницијативи, каде да се бројат подписите, кој да ги верификува подписите, се што е поедноставно тоа имате повеќе прилив на мали партии, што е покомплицирано тоа и го затварате пазарот само за големите партии. Да, но со последните измени се доведовме во ситуација партиите да се регистрираат со помал број гласови од бројот на гласови што треба да ги соберат независните кои што не се партии, немаат структура. Така е. Треба особено да се внимава при локалните избори, тој праг да не се направи премногу висок, бидејќи локалните избори се избори на локални иницијативи. Вие имате општина кај што има 1000 жители, 300 од нив се организирале, сакаат да направат парк или не знам, важна им е екологија или важна им е некаква зелена агенда. Тие локални иницијативи се појавија повеќе поинаку во Битола, Зелен Куман град, се да не ги редам, да не изгледа како политички памфлетова, меѓутоа треба да се пуштат да живеат тие локални иницијативи, затоа што се тие доаѓаат од локалните заедници, особено за локалните избори. Друго е парламентарни избори кај што вие имате функционалност на собрание, дали ќе биде стабилно и така натаму. Во кај локалните иницијативи особено е важно во локалната власт да имаат граѓаните кои се самоорганизирале, значи се грижат доволно да се самоорганизираат за собирање ѓубре, за тротоар, за комунални услуги, да се пуштат да влезат во некаква активна улога во локалната власт. Така. Очекуваат, бидејќи слушнав денеска дека и ЛДП го предлагаат тоа во точно во која форма не пишуваше, го предлагаат со овие измени за една изборна единица, но ќе видиме дали тоа ќе го реши прашањето што го дискутиравме претходно. На ЛДП и ЛД, на нив им одговара, бидејќи они не се толку мали, малку се поетаблирани, на нив им одговара една изборна единица, затоа што се надева дека ќе независните дека ќе го предложат тоа прашање, да. Може ќе го предложат, но не мислам дека има првичен интерес тоа. Така. Добро, одиме на реклами, па продолжуваме потоа со дебатата. Продолжуваме со дебатата околу очекувањата и случувањата во предизборието. Во предсред на локалните избори се разгоре вербалната војна меѓу градоначалниците на Скопје и Чаир.
со обвинување градоначалничката на Скопје Арсовска го обвини градоначалникот на Чаир за криминал со 150 дивоградби, легализација на 150 дивоградби со фалсификувани документи, се вклучија и другите партии со своји позиции. Опозицијата обвинува власта дека штити криминал, власта одговара со контра обвинувања, но неспорно е дека истражните органи треба да ги расчистат сите овие сомнежи и прашање колку се ажурни во тоа, но еве сега ве прашувам какви пораки испраќаат политичките партии со однесувањето околу овие случувања. Па до пракса е кај нас веќе пред избори секогаш да се отвараат големи теми и вакви теми, што има позади тоа конкретно се разбира дека мислам дека никој не може да каже во овој момент, освен тие што ги има тие документи кои што ги мислам дека ги изостави до јавното обвинителство. Да. Но дека слушаме за такви работи, да слушаме цело време некои покредибилни, да речеме, индикации дека има или покредибилни во смисла на изворот на тие информации, но гледаме дека нема истраги околу тие злоупотреби околу ова как се вика дивоградбите и градежништвото. Да, затоа реков настрана на она што истражен дел, какви пораки испраќаат еве партиите. Можевме да забележиме дека на пример антикорупцијска уште во 2023 година го актуализирала прашањето со дивоградби конкретно за една дивоградба иницирала до обвинителството кривично гонење, дивоградба во општина Чаир, но тогаш на пример таа тема не добила толку внимание меѓу партиите како што доби сега. Исто така и медиумите изминатиот период ги отвараа прашањата за дивоградбите. Да, но немаме систематско, да речеме, следење на овие или разрешување на овие проблеми кои што се гледат со голо око. И ако направиш прошетка низ градот, овие населби каде што се гради, ќе видиш многу нелогични работи и се прашуваш дали е можно ова да е со дозвола или со некаков план кој што нели општината го донесува. Да, но тоа што вие како граѓани сте како дано институциите, и тоа како имаат можност да го следат и треба да го реагираат вакви ситуации. Значи, кога имаме избори, тоа се отварат вакви теми и очигледно не потребно да се каже дека тие се во функција на политичката борба. Имаме предлог за измена на изборен закон, имаме борба против дивоградби, кој знае што против корупција, но тоа никој не може да каже дека тоа не е добро, но лошо е што тоа не се прави системски и систематски и затоа и не можеме да имаме некаков ред во нештата. Така. Еве последните опозицијските критики се дека штити криминал, одвреди топката ја префрлаат од сопствениот двор, велат дека ова сето е масло на дуи, откако дестабилизацијата пропаднала, на прашањето кое што претходно се поставуваше, излеземе на улица и нема да се вратиме. Сега велат конкретно од вреди од вице-премиерот Меджити дека откако Дуи не успеа да направат дестабилизација, сега одат преку општините дестабилизација. Сите овие прашања, континуираната предупредување за дестабилизација, како ги гледате? Никогаш не сум бил изненаден од тоа дека како што доближуваат изборите, партиите ги палат своите партиски штабови и продуцираат малку повеќе хистерија во јавниот простор. Тоа што ме изненадува е количината на хистерија која се произведува волку рано пред изборите и релативно ниското ниво на политичка дебата. Вие имате сега во моментот политичари кои одат сами се снимаат со телефон во посета на други пред институција, со напади лични, од друга страна имате градоначалник кој го истовара ѓубрето пред град Скопје и си заминува. Што е на ниво на политичка дебата која реално не би требало да се случува. Дури јавноста да има разбирање за потребата на партиите за овие локални избори, особено во албанскиот дел, борбата помеѓу Дуи и Вреди е борба
која ќе ја дефинира политичката сцена кај албанците понатака, но појаволите малку политичко воспитание, нели? И нема ништо друго што може да ги смири тие страсти, освен брза реакција на институциите. Значи, обвинување за 120 дивоградби би требало да иницира институционален одговор веднаш. Арсовска вели, јас за ова со години алармирам. Токму затоа. И доколку го нема тоа ќе се провлекува како трн и во петното на сегашната власт во општина Чаир, и во петното на владеачката коалиција и така натаму и така натаму. Мора да имате институционален одговор. Ние со Кочани, например, покажавме дека можеме да имаме институционален одговор. Дури може би преширок во некој дел, може би преробусен, премногу хистеричен, но не можеме да ги абсолвираме институциите од одговорноста за вакви јавни обвинувања. Мора да реагираат и мора, ако има нешто да го најдат, ако нема да прогласат дека нема, бидејќи вака ќе се испонагледаме рилс, селфија и локални потези до локалните избори. Да, ако Арсовска вели дека еве за ова алармирала од претходно, иако можеби не на овој начин, како ги гледате однесувањата, односно чекорите, пораките на партиите кои што, еве, како што кажав претходно, од власта велат ова е нов обид за дестабилизација, од опозицијата конкретно се наметнува прашањето дали Дуи воопшто ќе реагираше вака како што реагираше, доколку Висарганил и Зетмеджити не премина во вреди, доколку останеа бидејќи тие беа градоначалници токму предложени од Дуи, или пак дали СДСМ исто така ќе реагираше доколку беше претходно во претходната коалиција. Однесувањето на партиите во сето ова. Некои политичари се однесуваат кога удрам не жалам, а други пак партии мижат кога тоа им одговара заради некакви да речеме политички маневри. Велам, вие не можете да ставите знак на равенство помеѓу индолентноста на партиите и индолентноста на институциите. Ако тие две ги одвоиме, партиите може да прават театар колку сакаат. Институциите се тие кои треба да го смират тој театар и да ја расчистат ситуацијата. Инаку, секако дека до изборите ќе слушаме многу за обидите за дестабилизација на Дуи, за криминалите и новата корупција на власта, борбата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМ, борбата помеѓу Влени, дури сега ќе имате борба помеѓу на помалите албански партии. Алијанса стара против Алијанса нова, Алијанса нова против Алијанса најнова. Да, ќе ве прашам подоцна и за тоа конкретно, да. Во основа, што ќе се случи кај гласачите? Ќе почнат да се исклучуваат. Ќе се уморат од овие постојани напади и политичарите ќе треба да прават се поголем и се поголем театар за да го задржат вниманието на гласачите. Овие нови обиди, бидејќи се во драматуршка смисла поинтересни, да го привлекуваат вниманието, но многу брзо гласачите ќе се изморат од тоа. Вие како очекувате да се одвива наредниот период политичката дебата и кампања, апропо еве овие случувања кои што пред малку ги коментиравме? Мислам дека ќе имаме и кои теми ќе бидат во фокусот? Дали еве локалните теми, локалните битки кои што почнаа сега, или пак економијата, евроинтеграциите, иако знаеме дека градоначалниците немаат ингеренции во тој дел? Добре, ние гледаме постојано дека локалните избори се претвараат во национални избори со темите, иако има и малку локални теми, но генерално мислам дека овие избори ќе бидат кампања ќе биде доста оштра, особено во албанскиот политички камп, каде што имаме реконфигурација на целиот простор. Гледаме дека имаме 3 алијанси, 3 групации кои што се нарекуваат, се разбира, господин Зедин Села доби 2 пати основниот суд во Тетово, меѓутоа таа приказна уште не е завршена. Господин Таравари го има печатот физички, колку ја што знам, и господин Армен Фетај, кој што е на власт под амблемот на Алијанса. И сега кој е кој? Значи, кој ќе почне кампања, прво тука ќе имаме помеѓу овие 3 партии, ако не се промени нешто. Јас верувам дека ќе се промени, не може така да одат, пошто мора
да имаат нели регистрирана партија, не може туку така да се представува. Од друга страна, ние гледаме дека цела година овие партиите што на власт, до вчера и господин Таравари и другите, целата своја програма ја заснимаат на борбата против ДУИ и немањето комуникација со ДУИ. И со тоа токму затоа сега Таравари е најкритикуван дека па тоа што говори? Тоа говори дека сега он, значи прво критикуваш, не знам што, да не користам зборови, псуваш и така натаму, и после седнаш со него. Тоа што говори? Тоа говори дека не било искрено. И целата кампања е таква. А од една стануваат партнери, но кај гласачите тоа не се менува туку така. Ја мислам дека непријателствата и пријателствата кај политичките партии многу брзо се решаваат. Значи, непријателствата се брзи, но и пријателствата се склопуваат многу брзо. Но кај гласачите мислам дека тој процес трае подолго, бидејќи они се збунети. Кај партиите прават коалиции, имаат проекти, нели имаш Коридор 8, се имаш 6 милиарди од британците и одеднаш може пријателство да се створи ако сите имаат некоја улога во спроведување на тие програми и гледаш дека ги забораваат сите обвинувања меѓусебни за корупција и криминал, одеднаш стануваат чисти сите тие што се што имаат моќ во моментот. Но мислам дека тоа ќе има големи последици кај гласачи. Ние гледаме дека со година назад дека се намалува бројот на излезност, особено кај албанските политички партии, каде што може би таа борба не се гледа кај македонските медиуми на македонски јазик, но таа борба е доста оштра на локален терен и луѓето губат желба за, пошто овие до вчера кажува дека овие се вакви такви, утре ден станат коалициони партнери и гласач вика за кого да гласам, за кого гласам уствари и дали се овие криминалци или лажеле овие што мислиме дека се честни. И тоа не може туку така да помине без последици. Кои ќе бидат последиците не знам, но знам дека кажа тоа Петар на почеток дека после овој процес ќе имаме навистина големи промени во албанскиот политички блок. Да, овие избори сите велат дека ќе бидат голем тест, па еве прашањето ми е за кого најмногу ќе бидат тести, што ќе значат понатаму? Тести бидат, мислам дека нема да се реши целиот проблем на овие избори, но и да ќе се реши легитимитетот, да речеме, на Влем, кој што претендираше дека добиле чисти албански гласови и сега на општинско ниво треба да се провера дали навистина било така, но ова реконфигурација на политичкиот камп мислам дека ќе трае малце подолго и до можеби до следните парламентарни избори. Арсовски, вие што сметате дека ќе биде фокус или да фокус во наредниот период? Еве, отворивме една тема која што се случува деновено, што сметате дека ќе биде во центарот на партиите од аспект на економија, евроинтеграција, како што кажав и претходно, тоа не е надлежност, но сме сведоци дека уставните измени и сите тие други прашања постојано се експлоатираат при изборите. Тука мора да ги одвоиме македонскиот и албанскиот политички блок. Во македонскиот политички блок мислам дека евроинтеграциите нема да бидат тема до локалните избори, односно мислам дека власта не е потребен нов фронт и мислам дека ќе се обиде да ги турне позади или евентуално да ги искористи во некаква популистичка патриотска реторика, како ова што го гледаме сега, што се случува со извештајот на Европарламентот и овој пинг-понг со Бугарија сега што се случува. Но мислам дека во суштина не им е фокусот на евроинтеграциите до локалните избори, меѓутоа тоа комплицирана тема која трае долго, уставни измени евентуално би траеле долго и така натаму. Така што мислам дека тоа нема да биде тема. Економијата ќе биде тема на ова ниво на локални инвестиции, Коридор 8, Коридор 10, стратешко партнерство со Британија во обид да се покаже и секогаш локалните избори повеќе се за економија и локална испорака на услуги одошто за некаква национална политика. И во македонскиот блок е релативно детерминиран исходот. Во моментот имаме доминација на ВМРО ДПМН, СДСМ се уште се опоравува од поразот на парламентарните избори, некои промени се случуваат таму, но не може да се завршат
до локалните избори ќе се комплицира. Затоа мислам дека најголемиот политички фокус и најинтересната политичка борба ќе биде токму во албанскиот политички кампус. Затоа што таму ДУИ е во опозиција после можеби 20 години. Ќе видиме дали тоа ќе биде една транзиторна ситуација или ќе има целосна реконфигурација на нови две големи политички групации. Најголемиот предизвик ќе биде да се разбира за Армен Таравари. Тој направи еден чекор. Прво кога се поделија, Села ги однесе гласачите на Алијанса кои го поддржуваат ДУИ кај ДУИ, Таравари ги однесе гласовите на Алијанса кои не го поддржуваат ДУИ во Влен. Сега истите гласови се обидува да ги врати назад во ДУИ. Тој ЕСАП нема да излезе така како што тој мисли, така што тој е првиот тест. Вториот тест е Влен дали ќе опстане и дали се уште ќе го задржат легитимитетот во таа смисла. Мислам дека што се однесува до владиното мнозинство, толку е голем политичкиот капитал на ВМРО-ДПМН што без разлика на локалните избори тие можат да почекаат до наредната година за евентуално предвремени парламентарни избори без поголеми проблеми. Тука е прашањето за Вадентерот, но сега мораме да одиме на реклами, па се враќаме со завршниот дел. Во завршниот дел продолжуваме со можните сценарии, односно анализата на предизборните случувања. Ако зборувавте предходно, нели дека Алијанса на албанците сега е поделена на 3 дела, но она што прашањето е кој најмногу добија, кој изгуби или пак никој. И каде сега можеме и дали можеме да очекуваме дека она што веќе се анализира долго време, Таравари и Села да бидат евентуално во под ист чадор за во изборите, па макар и во некои општини или па генерално. Мислам дека ова беше многу, би рекол, трагична година за Алијанса, затоа што според мене таа партија имаше голем потенцијал и можеше да го загрози ДУИ, единствената од овие албански партии што можеше да го загрози. Тоа се покажа на изборите 2020 се чини, кој имаше, или 2017-16. Сега што ќе се случува? Сега имаме 3 алијанси. Ако одиме според формалниот аспект, мора некој да биде регистриран како таква. Најголеми шанси сега за сега има господин Зиедин Села. Таравари, он е во спор и он е вториот, да речеме, претендент на собственоста на брендот и господин Армен Фетај, кој што веројатно нема да влезе во таа борба. Сега не знам, но моја претпоставка е зашто не му се исплати и нема долго време, треба да почне од ново. Кој ќе тужи он, знаеш, овде имаш пак некој основан, веќе се во судски процес. Што и да се случи, едниот ќе остане без печат, што би се рекло, од овие двајца. И ако гледаме дека господин Таравари нема кај да оди назад во Влен, треба или да оди сам, а ја мислам дека сега да оди сам е голем проблем. Може би Алијанса 2024 може да оди сама, ќе имаше битка со Влен, со овие другите партии од Влен, но може да се избори за второ место евентуално. Но сега мислам дека ако оди Таравари сам, тоа ќе биде доста слаба позиција. Така да кој му е изборот? Изборот му е да се приклучи со Зиедин Села, да најде заеднички јазик, да знам дека дават изјави еден кон друг, но тоа вообичаено ќе стана кај нас да се дават такви изјави, но ако гледаме политичкиот интерес, мислам дека други интерес нема. Господин Села дури има помалку интерес од Таравари, групацијата, бидејќи он е веќе во семејството на Европскиот фронт и они уште се држат заедно, колку што гледаме, и он може да обстане, да речеме на некој начин, но за господин Таравари ќе биде доста тежок период и можеби најдобриот или можеби спасот ќе го бара во враќање кон... Само накратко, каде гледате најспецифични коалиции во предизборниот период, бидејќи сме при крај со времето? Па добро, коалициите ќе ги принудат да соработуваат, затоа што Влен ќе биде поддржан во ВМРО, тоа го слушаме и тоа е за очекување дека таму каде што ВМРО нема да има можност да добие за граначалници, они ќе го поддржат Влен. Тоа кажа и двете страни. Така да, вамо очигледно дека ќе имаме соработка помеѓу Таравари и Европскиот фронт. Дали ќе се приклучи формално или не,
ќе видиме, но други избори не гледам. Особено кога имаме вамо веќе еден блок, значи Влен веќе станува блок, поддржан од ВМРО. ВМРО има доста гласови во албанските општини, со албански едноземски општини. И можностите се доста ограничени. Значи не онака отворена игра каде што негде СДСМ поддржува, па негде ВМРО. Овде веќе имаме прилично јасна слика кој со кого ќе биде и единствена непозната е улогата на Таравари и неговата определба. Така. Арсовски, Таравари не исклучи коалиција со Дуи и со Вреди во Кичево. Каде гледате на друго место исто така некои невообичаени коалиции, каде ги гледате на големите битки во наредниот период за изборите локални? Кичево традиционално е место каде што се кршат копјата, бидејќи македонците се обидуваат да направат некаква надпартиска коалиција за да има македонец градоначелник, албанците да направат надпартиска коалиција за да има албанец градоначелник, и тоа е единственото место кај што бројките се така поделени да математиката ги поддржува и едното и другото сценарио. И тоа е првиот интересен чекор. Второто е ова што го кажувам Мехмети, дека не е голема тајна дека за ВМРО ДПМН Дуи не е посакуван партнер и дека ќе му помогнат на Влен. Секаде е сега тоа каде може да донесе разлика. Прво тие не може да им помогнат многу во првиот круг. Таму се гласа за советнички листи, секој си гласа за својата советничка листа. Но во вториот круг за избор на градоначелник може значајно влијание да има во Чаир, Сарај, Тетово, Гостивар, секако Дебар, Струга, и Куманово можеби. Куманово тоа сега да прашам дали гледате. Во Куманово не може албанец да влезе во вториот круг, тешко е, нема доволно корпус. Гласови, но има таму околу Куманово повеќе големи албански општини, Липково и така натаму, така што тука гледам дека ќе се кршат копјата. Може на крај да македонските партии каде ќе ги кршат копјата? Македонските партии ќе ги кршат копјата во скопските општини најмногу. Оние традиционални општини каде СДСМ сега има градоначелник, тоа се Доиран, Струмица, Валандово и така натаму. И кај албанците, велам, може да дојдеме во една чудна интересна ситуација, Дуи да има повеќе гласови на советничките листи и повеќе советници, а Влен да има повеќе градоначалници, токму заради помошта од ВМРО ДПМН и двете партии да прогласат победа. Така. Има уште многу теми и дилеми, но локалните избори имаме се уште време, се надам ќе имаме можност и понатаму да дебатираме и дискутираме. Ви благодарам што бевте мои гости вечерва. Вам почитувани, ви благодарам што ја следевте оваа топ тема. Останете со програмата на Телма. За повеќе информации следете го нашиот веб портал telma.com.mk. Добра вечер.